Благодарам. Со цела почетно, мислам дека неколку работи треба да разјасниме пред јавноста. Прво, зошто сме денес овде и зошто сме како држава доведени во оваа ситуација? Доведени сме овде и во оваа ситуација затоа што на едната страна имаме Бугарија која што максимално ги штити сопствените национални интереси и позиции, кои што не се од вчера, туку се исти 150 години и се многу едноставни. Според нив, на оваа територија живее доминантно бугарско население кое што зборува дијалект на бугарскиот јазик. Тоа е национална стратегија на Бугарија 150 години. По другата страна имаме влада која што е длабоко влезена во криминал и корупција и на која што единствено и треба сликање за да продолжи уште неколку дена мандат. Додека ние овде во моментов разговараме, во РЕК Битола се подготвува анекс на тендерот во 4 очи, кој што беше доделен околу Нова година во вредност од 20 милиони евра. Значи на 28 милиони евра тендер доделен во 4 очи, додека ние разговараме овдека подготвуваат анекс, како што вчера ви стигна материјал дека ќе се гласа задолжување за Елем во вредност од 100 милиони евра за дополнително таму да се прават криминал и корупција. Значи додека јавноста се занимава со паралелно криминалот и корупцијата си тече и затоа им треба уште некое сликање. Тоа е првата работа. Втората работа, да нема манипулација со јавност. Преговарачка рамка усвојува влада. И на оваа преговарачка рамка од влада кажаа да уште во средината на јуни, кога представници на Министерството за надворешни работи и кабинетот на председателот Макрон доаѓаат тука во Скопје неколку пати и се среќаваја со нив. И од оваа преговарачка рамка тие не можат да мрднат затоа што кажале да. Оваа преговарачка рамка или се усвојува или се отфрла. И едното и другото може да го направи влада, а не собрание. Овдека седиме 2 дена и веројатно ќе седиме уште некој ден од причина што сакаат да се исперат совеста пред јавност и да излезат во јавност и да речат еве собранието одлучи. А собранието не може да одлучи затоа што точкава се вика информација. Не се вика точкава усвојување на преговарачка рамка, туку се вика информација. Значи се информира собранието за нешто што не е во негова надлежност. Затоа што да беше обратно, ќе можевме како собрание да поднесуваме амандмани на преговарачката рамка, истите да се усвојат и после тоа владата како финален документ да ги достави во Брисел. Ама затоа што немаме таква можност, затоа ова се вика информација. Единствениот начин да се смени преговарачката рамка, знаете многу добро и го разговаравме разговори што ги споменавте, е да се интервенира директно на начин што владата ќе испрати во Брисел своји гледишта на преговарачката рамка и ќе речи или ќе се сменат овие работи, или ние не ја прифаќаме преговарачката рамка. Кратко, треба да кажат, ни треба чист јазик, ни треба немешање во историјата, ни треба да нема на устав, или го прифаќате тоа, или ние не ја прифаќаме.